Ете, поразговаравме и со Гарабе Таветјан, кој што вечерва ќе биде ексклузивен гостин на концертот на Јосип Алисац во Универзална сала со почеток во 21 часот. Ние продолжуваме понатаму со една редовна рубрика. Рубриката насловена како Светот на миленици. Овој пат зборуваме на тоа што треба да внимавате кога купувате миленичиња. Која е гаранцијата која што ќе ви ја дадат вам оние кои што ќе ви го продадат миленичето кое што сакате да го земете и малку осврт ќе направиме околу карактеристиките на францускиот булдог. Денес речиси и не постои семејство во кое членовите не размислувале за набавување на домашен миленик. Децата се тие кои најчесто го посакуваат, а постарите се оние кои најчесто ја превземаат одговорноста. Според психолозите, домашните миленици се битен дел од семејството, не учат на безусловна љубов, представуваат секојдневна обврска која не можеме да оставиме за подоцна, а истражувањата покажале дека има луѓе кои имале помалку алергиски проблеми ако во детството имале контакт со некој миленик. Пред да си набавите миленик, треба да се осигурате дека тој е целосно здрав, за да може вие да му ја пружите вашата љубов и внимание. Сметам дека исклучително битно е да се информираме од каде доаѓа нашето милениче. Тоа треба да е кинолошки исправно и пред се треба да е во супер здравствена состојба. Сметам дека кученцето треба да поседува една комплетна здравствена документација која професионалните одгледувачници ја даваат со набавката на миленикот. За жал, кај нас не обрнуваме толку внимание на таа проблематика и затоа се соочуваме со некои проблеми кога ќе набавиме милениче, па тоа не доаѓа болно, а тоа е од нашата неинформираност од каде е миленичето и што носи со него. Постојат многу заразни болести, страшни заразни болести, како демодекс, како демодикоза, како дисплазија на кулкови лакти, каде што кученцето ќе има проблеми, а самото кученце е преносител на некои бактерии кои се опасни за средината во која живее кученцето. Затоа сметам дека најдобро да се информираме од каде доаѓа кученцето и да добиеме соодветни гаранции за неговата здравствена состојба. Мораме да добиеме гаранции од одгледувачниците за здравствената состојба на кученцето, за сите тие преносителни болести за кои ви кажав. Дали постои институција, па постојат ветеринари кои најфино треба и најдобро може да оценат во каква состојба е кученцето по пристигнувањето, пред да го вдомиме дома. Затоа сметам дека сите тие кои сакаат да си набават кученце, им препорачувам пред набавката да си го однесат на ветеринар за да се утврдат во состојбата на кученцето. За жал кај нас морам да напоменам дека не пазиме, искрено не пазиме од каде го набуваме миленикот. Среќен сум што и кај нас се регистрира професионално одгледувачници за повеќе видови на раси кои ги има на нашиот форум. Сите ваши гледачи може да се информираат на нашиот форум за сите одгледувачници кои се во Македонија, ги имаме поставено. Има навистина еден, можем да кажем 20 на професионални одгледувачници за одгледани раси кои ги даваат тие здравствени гаранции за идните собственици на кученцата. Францускиот булдог е една од најпродаваните и најбараните раси за 2009 и 2010 година во Европа. Станува збор за една изузетно квалитетна раса, савонски миленик предсе, кој плени со неговиот изглед, карактеристичен за него, значи изглед на булдог, и со неговиот темперамент и неговиот карактер. Се чува, значи, што напомена во савон, станува збор за кученце кое не мириса, не пушта влакна и е прекрасен миленик за подома и за соживот со дечиња. Има еден податок кој е доста интересен да се напомене за него, затоа што кучето е признаено званично 88 година, првата регистрирана одгледувачница е во Франција, нормално. Податокот е додека париските дами, оделе на шопинг низ Париз, своите дечиња ги оставале на поверение на францускиот булдог. Таа е тенда приказна која треба да се напомене за кученцето и за расата, за да имаме представа, значи, за каква раса станува збор и толку искрено препорачувам на секого. На нашиот веб портал kupimilnik.mk постојано е ажуриран со нови кученца, со нови легла од професионални одгледувачници, меѓутоа како една новитет може да најавам една интересна работа која ќе ја направиме пред нова година, која ќе биде од хуманитарен карактер. Планирана е ревија на сите кученца кои се набавени преку тимот на Купи Миленик, кои ќе се изложуваат со некое фотостудио застапено од некое манекенско студио. Значи, планираме еден проект кој ќе ви известиме и ќе бидете први за тоа.